трета недела е во која зборуваме на таа, според мене, онака исцрпна тема, малце по специфична тема и се фокусираме на кредото. Сите тие што земавте билтен, го имате Никијско-Цариградското верување која црквата, универзалната црква го верува на секаде во светот. Верувам во единиот Бог, Отец, Вседржител, Творецот на небото и на земјата, на се видливо и невидливо. И во единиот Господ Исус Христос, Син Божи, единороден, кој е роден од Отецот пред сите векови, светлина од светлината, вистински Бог од Бога вистински, роден, нестворен, едносуштен на Отецот преку кого се станало, кој заради нас луѓето и заради нашето спасение слезе од небото и се воплоти од Светиот Дух и Марија Дева и стана човек. И беше распнат заради нас во времето на Понтиј Пилат и страдаше и беше погребен. И воскресна во третиот ден според писмото и се вознесе на небото и седи одесно на Отецот. И пак ќе дојде со слава да им суди на живите и мртвите. И неговото царство ќе нема крај. И во Светиот Дух, Господ, кој живот твори, кој исходи од Отецот, на кого се поклонуваме и го славиме заедно со Отецот и Синот, и кој говорел преку пророците, во една света, соборна и апостолска црква. Исповедам едно крштение за простување на гревовите, го чекам воскресението на мртвите и животот во идниот век. Амин. Знаете, размислував за тоа, пред да го дадам водоведот, нешто што верувам дека Господ онака ме водеше да размислувам. Знаете, кредо значи верување, искрено верување кое го менува животот одвнатре. Тоа значи кредо. На македонски тоа го викаме символот на верата. Символ. Ова е грчкиот збор символ. Што значи зборот символ? Од нашиот пријател и проповедник и теолог Коста Милков, кој ни проповедаше тука менетиот пат, кој често пати знаеше да објаснува за што значи грчкиот збор символ, тој вели вака: символот како збор потекнува од таа старогрчка пракса во која семејствата кои се разделиле зимаат едно парче дрво или еден камен кој ќе го поделат на два дела и така како што ќе се раскрши, ништо друго не може да соодветствува со овој камен освен другата половина. И тоа го прават семејствата затоа што ако едното семејство оди да живее надалеку, за после некој време да се препознаат, ти го зимаат тој камен или тоа парче дрво кое е прекршено и го склопуваат и така се обединуваат. Тоа е символот. Символот го означава токму тоа. Во овој контекст, символот на верата, она што јавно го исповедаме, треба да соодветствува на она што ние внатрешно го веруваме внатре во нашата утроба. Тоа е символот на верата. Тоа не се папагалски неколку кажени збора кои магично ќе направат нешто во нас. Тоа е јавно изјавување на внатрешната реалност која ние ја имаме внатре во нас, во нашата утроба. Не само со нашето срце, не само со нашиот ум, туку јас во последно време зборувам и за нашата утроба, да веруваш внатре во утробата, затоа што таму доаѓа тој мир кој ни е потребен, таа слобода, за она што го веруваме да биде вистина. Веќе сме на третата проповед од таа серија Кредо, за тоа верување кое црквата го верува. И пред да продолжиме денес со темата, сакам да повториме малку за претходните две проповеди кои ги имавме. Верувам дека ќе биде во корист на оние кои можеби тек сега се вклучуваат во оваа тема, но и на оние кои ја слушаат веќе во последните 2 недели. Првата тема ја слушнавте од мене за воведот, за што е тоа кредо, и за првиот збор од кредото кој е зборот верувам. Тоа беше првата проповед на која зборував, а втората проповед на која Коста зборуваше минатиот пат беше во целост ни направи еден преглед за што значи оваа кредо. Веднаш почна со нешто крајно исклучително во црквата. Како што кажав на самиот почеток, верата претходи на се. Во Евреите 11 глава се вели дека без вера не е можно да му се угоди на Бога. Не е можно. Значи не постои добро дело кое можеш да го направиш да е доволно добро да му угодиш на Бог.
Не постои нешто кое рационално ти доволно ќе го разбереш, па да Бог каже овој веќе разбрал многу, научил многу, задоволен сум. Не постои такво нешто. Единствено нешто кое ќе му удоволи на Бог е верата. Јас кажав и често пати сега ќе ризикувам да станам малку досаден. Верата е толку суштински дел од нас, луѓето, што ние не сме ни свесни колку е присутна во секој еден аспект од нашиот живот. Често пати го користам тој дел, ќе го искористам и денес. Актот на вера кој вие денес го имавте према столчето на кое седите е голем акт на вера. Тој е вера. Никој од вас пред да седне на столчето не седна да види, да испита физиката на столчето, дали е доволно црсто да седиме на него. Никој од вас не виде кој го произвел столчето, со кој материјал е направено. Едноставно го видовте столчето и знаете ли што? Седнавте на него. Имавте вера дека Живко кога купувал столчиња од Кина, дека купил добри столчиња, а јас имам вера дека тој што ги направил, дека тие се добри столчиња и дека нема да паѓате тука секоја богослужба од столчињата. Тоа е акт на вера. И знаете ли што? Во овој контекст, јас верувам дека Бог ќе биде многу навреден ако имаме повеќе вера во столчето на кое седиме, отколку во Творецот на небото и на земјата. Вера. Верата претходи на се. Верата е првиот чекор во односот со Бог. Не постои друго нешто преку кое можеме да му удоволиме на Бог, освен преку вера. Кога Бог бара вера од нас, не бара нешто невозможно. Всушност, имајќи вера во едно столче без проблем, а немајќи вера во Бог, е голема навреда за Бог. По тој принцип, и кредото, символот на верата, почнува токму со зборот вера. Верувам. Или, како што кажав, она оригиналното кредо не почнува со зборот верувам, туку почнува со зборот веруваме. Множина. Веруваме, бидејќи тоа е верата на црквата. Кредото е сет на верувања кој влијае на начинот на кој живееш. Верата, во оваа серија го обработуваме тоа никејско цариградско верување и оваа серија имаме непосредно пред Великден. И тоа со цел. Значи, оваа серија немаме тука сега затоа што онака ми дојде, затоа што нема што друго да проповедаме. Тоа е со цел. Знаете, Великден е столбот на христијанската вера и идентитет. Воскресението е столбот на христијанската вера. Апостол Павле ќе каже вака: ако Христос не воскреснал, џабе е нашата вера. Ако Христос не воскреснал, што сакаш верувај, џабе е. Нема никаква логика. Нашата вера зависи токму од тој, јас ќе кажам вака, историски факт, историски момент. Нашата вера се темели не на некој систем од кој не знаеме од кај доаѓа. Нашата вера не се темели на некое просветление, на нејасно просветление од некој што му стекнало на нешто. Нашата вера се темели на историскиот факт, на историски настан на Христовото воскресение. Затоа сега зборуваме за нашата вера токму пред Великден. Историскиот факт на Христовото воскресение не поттикнува да зборуваме за таа вера, за тоа кредо, за тоа исповедање на кредото. Во мојата прва и воведна проповед зборува само за првиот збор кој го има во кредото, тоа е верувам. И како што кажа во оригиналот, не е верувам, туку е веруваме. Од литургиски причини, кога кредото било ставено како дел од литургија, црквата на некој начин го препишала само првиот збор наместо веруваме да биде верувам, затоа што секој кој бил во тој момент во тој храм, во таа црква, кога доаѓа делот на исповедање на кредото, секој ја исповеда личната вера пред Бог. Од тие причини е зборот верувам. Коста зборуваше за фактот дека кредото не е нешто кој ќе го најдеме во Библијата, значи не постои овој текст во Библијата. Барете колку сакате, не постои. Може некои фрагменти може да најдете тука таму некаде, зборовите ќе ги најдете, па дури и не сите зборови.
Но секој збор од кредото е длабоко натопен во библискиот текст. Длабоко натопен. Коста имаше прекрасен преглед на целото никеско цариградско кредо и беше ставај нагласок на тринитарниот аспект на христијанското верување. Дека веруваме во Бог Татко, во Бог Син и во Бог Свети Дух. И како сите тие се три различни личности, не помешани, но едносуштни. Значи, делат една иста суштина, една иста природа. Ве охрабрувам тие што не ја слушавте проповета да се ја пуштите на YouTube или на Facebook на Евангелска црква Аеродром, на страната можете да ја најдете. За денес јас сакам да посветиме малку внимание на црквата. Што е тоа што кредото го исповеда за црквата? Вели вака: верувам во една света, соборна или католичка, апостолска црква. И ќе зборуваме за тие 4 збора. Така еден краток вовед. Црквата во првите 300 години, тоест најмногу во првите 100 години после од кога црквата почнува, црквата се состои од распрснати локални заедници по целиот свет, секоја со свое локално управување и со свое локално водство, и секоја како да кажам, и секоја заедница во тој контекст се нарекувала црква. Црквата до речиси 3 век нема некоја како да кажам, има хиерархија, но не е таа централизирана толку многу како што би можеле да замислиме. Сепак сите тие цркви кои биле толку многу распрснати, како кухни групи, како собиралишта по нечии домови, како заедници некаде во Јерусалим, можда имало некакво отсликување на синагогата, на храмот, како и да е, во кој контекст тие заедници да постоеле, сите тие биле свесни дека тие се дел од Христовата глобална и една црква. И сите заедно го сочинуваат Христовото тело на земјата, на чие тело Христос е главата. Сите тоа го знаеле. За нив тоа е црквата. Од првите црквени отци, ќе цитирам малку црквени отци, тоа што го верувале, како тие размислувале за црквата во тој даден момент. Да бидам искрен, во првите 3-4 века црквата не гледа некоја голема потреба да развија некоја систематска теологија за црквата. Имаат потреба да развијат систематска теологија за христологијата, за Христос, па дури за Светиот Дух и за некои други работи, но црквата постои до 3 век онака како што постои. Има некоја кохезија, има гностички верувања, но црквата лесно главните теми не се еклезиологија, тоа науката, теолошката наука за црквата. Главните теми за кои црквата се расправа до тој момент е за Христос, личноста на Христос. Дали бил тој целосно човек, дали бил целосно Бог, дали бил едносуштен со Отецот, дали бил создание, дали бил вечен, дали бил роден. Тие се некои теми кои црквата ги расправи и со причина, затоа што Христос е столбот. Нема некоја развиена еклезиологија, но имаме многу информации за тоа како тие раноцрквени отци, пастири во тоа време размислувале за црквата. Од првите црковни отци и црковни мислители можеме да видиме дека тие сметаат дека црквата е сочинета од тие нови луѓе, така не вика, новите луѓе кои Бог ги повика. Има чувство дека ние сме речиси скоро и некоја нова раса. Не нова раса на луѓе, ама речиси нова раса. Според Херман Пастир, црквата е составена од членови по целиот свет, сочинети во едно тело и во единството на разбирањето, на еден ум, на една вера и на една љубов. Со други зборови, тие такво заедништво никој во животот немаат искусено. Прв пат гледате на таква кохезија, една таква љубов, еден таков стремеж да се биде едно семејство. Во еден цитат на Климент од Александрија, во кој тој цитира мал дел од еден раноцрковен документ, кој се вика Проповедите на Петар, тој ја нарекува црквата како нова раса на луѓе. Ние сме како една нова раса. Според еден друг Аристид Антиски, во своите апологии ќе каже дека постојат 3 врсти на луѓе: пагани, евреи и христијани.
Црквата се смета за таа нова заедница која има улогата дадена од Бог и заедница која наследува улогата која Израел ја имаше во Стариот Завет. Тие себе си нарекуваат ние сме новиот Израел. Или онака ретроспективно ќе кажат старата црква беше Израел, ние сме новата црква. Ние сме новиот Божи народ. Ние наследуваме целата мисија која Израел ја имаше од Стариот Завет. Климент Римски постоењето на црквата го гледа како исполнување на Божите ветувања во Стариот Завет дека Израел ќе биде Божјото наследство на светот, гледајќи ја црквата како новиот Израел, кој ги наследува сите благослови и одговорности кои Израел ги имаше во Стариот Завет. Тоа е црквата. Такви се размислувањата на првите црковни водачи и мислители. Денес на кратко и посебно ќе дадам малку вовед во тие 4 збора кои ги наоѓаме во кредото. Една света, соборна, апостолска црква. Знаете, никејското верување, Августин ќе каже вака, се го парафразирам, не го цитирам. Не е совршено, ама по-добро не можеме. Вака каже Августин. Не е совршено, ама по-добро не можеме. Тоа е тоа. По-добро да искажеме што веруваме. Една. Што значи црквата дека е една? Или грчкиот збор мијан. Мијан е модулација на грчкиот збор хеис, што значи еден. Тоа е нумеричка функција. И знаете ли што? Тука да застанам доволно. Тоа значи дека црквата е една. Едноставноста на зборот една не дава простор многу за дебатирање што би можело да значи тоа. Во едноставноста на зборот се крие силината на тоа дека црквата е една и нема друга. Толку. Тука застануваат приказните. Според употребата на тој збор во други контексти на Новиот Завет, можеме да видиме дека евангелистите го користеле за некои едноставни нешта во своите евангелија. Пример, кога Исус е на гората на преображение и таму Исус се појавува во својата слава со Мојсей и со Илија, Петар дава еден предлог на Исус, вика вака: ајде да направиме по еден шатор за тебе, еден шатор за Мојсей, еден шатор за Илија. Тука се употребува зборот мијан. Еден шатор. Толку. Тој збор го користат за едноставен опис за едно. Исус во своите проповеди тој збор го користи често за различни работи. Например, во Матеј 5 глава, кога зборува за законот и за тоа дека иако една од тие заповеди се прекрши, зборот една, ќе биде најмал во Божјото царство. Или кога се опишува, кога апостол Павле опишува дека добил 40 камшици без еден, за така се вика, римјаните така кажувале, ја кажувале таа казна, не кажувале 39, кажувале 40 без еден. Исто се употребува тој збор еден. Или кога Исус цитира од Стариот Завет за бракот, кога кажува дека чинот на бракот, мажот и жената, двајцата стануваат едно тело. Едно тело. Сега во тој збор една црква се крие многу повеќе од колку што изгледа на површина. Тој збор мијан или една представува одбрана на црквата од разните шизми и секти кои се појавиле во раната црква. Немате појма колку е важен тој збор. Во раната црква кога се појавуваат, се лесно е да кажеме со интернет, кога ќе се случи нешто, слушнавме уште една трагедија или како да кажам, една неубава вест за еден познат пастор како што морално паднал и така натаму. И знаете ли што? За 5 минути цел свет знае. Толку. Во првата црква тоа траело месеци, па некојаш и години да се ја избистри кој што верува, зошто така, кој кажал, како е тоа формулирано и така натаму. Кога црквата кажува една е црквата, тоа значи дека кога доаѓа некој и ти кажа нешто друго, христијаните кажат чекај малце. Ова не подвојува. Чекај малце. Не може така. Една е црквата. Разни гностички групации се појавиле во раната црква кои нуделе скриено знаење и кои се обидувале да действуваат паралелно со црквата или внатре во црквата.
По тој поглед, црквата од самиот почеток е многу исклучителна. Изворното евангелие во кое црквата треба да биде обединета и една евангелие до кое таа треба да се држи. Не е евангелие кое допрва треба да го слушне, туку е евангелие кое и е предадено. Ос Гинис ќе каже, црквата најдобро оди напред, првин гледајки наназад. Крстот е назад во историјата. Кој да дојде со некој друго евангелие е проблем. Не е изворното вистинско евангелие. Не секојаш назад кон, знаете, ова е реформацијската, back to the source, назад кон изворот. Назад од таму каде што извира тоа што ние го веруваме, назад кон писмото. Од таму, од таа објава ние ја црпиме нашата вера, нашето правоверие. Апостол Павле во своето писмо до Галатјаните е многу строг по прашање на таа работа. Сега ќе прочитам еден текст, Галатјаните првата глава 6 до 8 стих. Од 1 до 5 стих апостол Павле се представува кој. Он каже, јас сум апостол, не по човек, не дека човек мене ми кажа, туку Господ Исус Христос ме избра и тука лежи моето апостолство. Но апостол Павле не завршува тука. Апостол Павле не кажува, мене Господ Исус ми кажа така увидение и јас сега правам што ќе ми текне. Апостол Павле е многу исклучителен за таа работа. Од 6 до 8 стих апостол Павле вели вака: Се чудам што така брзо се одвративте од оној кој ве повика преку благодата Христова и преминовте кон друго евангелие. Зашто и нема друго евангелие. Но има такви кои ве бунат и сакаат да го изопачат евангелието Христово. Но, слушате го овој текст. Но ако и ние самите или пак ангел од небото ви проповеда нешто спротивно од она што ви благовестивме ние, нека биде проклет, нека биде анатема. Нека биде проклет. Едната црква може да биде една затоа што во себе ги содржи другите три карактеристики што ја прават посебна на овој свет. Едната црква може да биде една само ако е света, соборна и апостолска црква. Примарната потреба за црквата да се разбере дека е една и единствена е апологетски акт за да се одбрани црквата од било какви други формулации на верата. Еден од раните црковни оци кој го бранеше единството на црквата е Иринеј. Тој во одбрана на црквата од гностичките движења ќе нагласи дека надвор од црквата човекот нема пристап до вистината. Тоа е сериозно тврдење. Надвор од црквата човекот нема пристап до вистината. Иринеј сака да каже, што и да слушате надвор од црквата е со резерва. Нема пристап до вистината. Вистината е во црквата. Тоа е така затоа што црквата е местото каде што пребива Божјиот дух. Не затоа што црквата материјално или умствено или научно ќе држи некаква вистина. Црквата има вистината, со други зборови, ако Божјиот дух пребива во црквата. И тој ќе каже вака: каде е Божјиот дух, таму е црквата, а каде е црквата, таму е и Божјиот дух. Црквата не може да постои без Божјиот дух, затоа што Божјиот дух е духот на вистината кој е потребен на црквата за црквата да биде една. Подоцна во наредните неколку векови, единството, тој збор една или тоа што црквата ја представува да биде една, е единството кое секој одделен член од црквата преку крштението и причеста пристапува во заедништвото на Бог. Подоцна се развива таа теолошка дебата што значи да се биде едно. Преку крштението и причеста, сите ние стануваме посебни делови од Христовото едно тело на земјата. И во тој контекст, црквата може да биде само една затоа што го представува Христовото едно тело на земјата, на кое тој е главата. Христос не може да има повеќе тела на земјата. Има само едно тело на земјата. А тоа учество во тоа едно тело ние го имаме преку тие сакраменти на крштение, преку кое ние споведаме верата и причеста, преку кое ние имаме заедништво, интимно заедништво со Господ Исус Христос. И во тој момент ние стануваме едно тело, црквено тело на земјата.
Сепак и покрај тие прекрасни формулации од кредото и теолошки аргументи од Библијата, гледаме дека црквата има потешкоти и вистински да разбере што тоа значи да биде една во светот. Така ли? Во многу случаи црквата паѓа на тој тест да биде едно. Не се делиме на разни начини. Се делиме по традиција, се делиме според. Има дури бизарни приказни во кои некоја црква се поделила затоа што не може да се согласат која боја да биде тепихот. Има и такви работи. Значи црквата едноставно попуштила и на некој начин заборавила колку е тоа важно да се биде едно, зашто црквата може да биде една. Во кој контекст другите три формулации помагаат да разбереме што значи вистинска да се биде една црква? Дали тоа значи дека треба да бидеме една црква во една деноминација? Што значи тоа? Дали тоа значи дека треба да се собереме на едно место, буквално? Има и такви кои пробуваат на едно место. Имате во историјата на црквата некој каже: "Слушај, Исус доаѓа таму, треба да продадеме се на тоа планина, одиме и уште Исус не дошол, да? Како да е?" Паѓа тие теории. Што значи да се биде едно? Тоа е многу важно прашање. Во што ние сме едно тело? Што е тоа? Кој е тоа аспект од црквата кој нас не представува да бидеме едно, да бидеме едната црква? Да ги погледнеме другите три збора. Веруваме во една и веруваме во света црква. Вториот збор во кредото кој се појавува за црквата е дека црквата е света. Што значи да се биде свет? Дали тоа значи дека ќе имаме повеќе светло? Дали ќе треба значи повеќе свеки да имаме? Што значи да се биде свет во овој свет? Во библискиот контекст свет значи да се биде различен. Во многу аспекти да се биде различен. Различен од светот кој те обкружува. Тоа значи да се биде свет. Различноста сама по себе не мора да значи ништо. Ти може да бидеш различен, ама чуден. Или различен, ама нефункционален. Различен, али опасен. Различноста може да се манифестира, значи да се биде само различен не е доволно. Библиската поента, библиското разбирање за светоста е да се биде различен. Но различен, соодветно библиски можеш да бидеш само ако си повикан од Бог. Божиот повик тебе те прави различен. Во тој контекст ти си различен и ти си свет. Во текстот од Галатјаните апостол Павле веќе открива дека различноста на црквата или според терминологијата на кредото и библискиот јазик светоста доаѓа од фактот дека Бог ве повика преку благодата Христова. Тоа го кажа Павле овде. Како Павле вели на Галатјаните, како заборавивте на примарното и изворно евангелие, кога Бог веќе ве повика, тој ве повика во таа светост. Не дека вие нешто претходно знаевте, па станавте свети, туку тој ве повика и затоа сте свети. Тој ве повика и затоа пребивате во вистината. Тој ве повика и затоа сте црквата. Уште од самиот почеток, тогаш кога Бог го избавува израелскиот народ од Египет, нашиот поглед честопати се задржува на чудата кои Бог ги направи во Египет. Жабите, скакулците, па водата во крв Нил го претвори така натаму. Но знаете ли што? Честопати го испуштаме најголемото чудо кое се случува таму во тој момент. А тоа е чудото пред планината Синај. Чудото пред планината Синај. Бог го повикува и избира израелскиот народ да биде свет народ. И затоа Господ обезбеди закон и склучи завет со нив на верност. Во Излез 19 глава, 5 и 6 стих вели вака: "Па сега, ако го слушате гласот мој и го пазите заветот мој, ќе ми бидете избран народ." Еве го зборот: избран народ помеѓу сите народи. Значи ќе бидете различни од сите народи на земјата, вие ќе бидете различни затоа што јас ве избрав. Зашто Бог вика вака: "Моја е целата земја. Јас можев да изберам било кој друг народ. Може да го изберам македонскиот народ.
Некој верува дека е избран македонскиот народ. Господ го избрал израелскиот народ. И вели вака, и вие ќе ми бидете царство на свештеници и свет народ. Слушнете го ова. Вие ќе ми бидете царство на свештеници и свет народ. Божиот повик за светост е повик да се биде различен на земјата. Да се биде народ кој ќе го носи неговото име и ќе ја спроведува неговата мисија на земјата. Овие зборови кои апостол Петар ги повторува до црквата во неговото послание, дека ние сме царство на свештеници, тоа е чуден термин е тоа, царство на свештеници. Во Стариот Завет или можеш да бидеш цар или свештеник, не можеш двете да бидеш. Или си цар или си свештеник. Господ го повикува Израел да бидат царство на свештеници. Да бидат цареви кои ќе бидат свештеници на земјата. Го значува токму тој дел од црквата дека е света. Тоа значи светост, црквената светост. Црквата е света затоа што е одбрана, повикана да биде различна за една посебна задача на земјата. Царството на свештеници е функција која црквата треба да ја има на земјата. Тоа е заедница која преку својата светост, посебност и различност ќе го донесе Божиот ред, Божиот мир, Божиот шалом на земјата. Тоа треба црквата да го прави константно. Тоа е природата на црквата, да го донесе Божиот шалом на земјата, Божиот мир и Божиот ред на земјата. Тоа значи да се биде Божиото царство на земјата. Во проповедта на гората Исус зборува за Божиото царство, дека се приближи. И во тие 3 глави тој кажува што значи да се биде дел од тоа царство. Што го представува тоа царство? Тоа значи да го сакаш дури и непријателот. Тоа значи да се грижи за оние кои се во потреба. Тоа значи да го свртиш другиот образ. Тоа значи да му правиш на другиот онака како што сакаш тебе да ти прават. Да го сакаш Бог со цело срце, своја душа и тело и се што си, и ближниот да го сакаш како самиот себе си. Тоа значи Божјото царство. Тоа значи Божјата правда на земјата. И јас и ти сме повикани како Божји наследници на оваа земја да го живееме тој ден таков живот, на тој начин да го донесеме Божјиот шалом овде на земјата. Но тука не застанува нашата мисија. Тогаш кога ќе го донесеме Божјиот шалом на земјата, целото создание ќе го прослави Создателот за тој шалом. И ние во улога на свештеници треба таа слава повторно да ја вратиме назад кон Бог. Ние сме како канали. Избрани сме да бидеме канал на Божиот ред и мир овде на земјата. Од Бог го носиме Божиото царство на земјата, а од земјата целата слава, целата благодарност ја враќаме повторно назад кај Бог. Црквата фаќа крвини тогаш кога Божиот шалом смета дека ги припаѓа само на мене. И правам safety zones кругови каде што мене ќе ми е безбедно и удобно. Или кога славата и благодарноста наместо да ја врати кај Бог, ја задржува за себе. Тогаш црквата фаќа кривини. Ние сме царство на свештеници. Тоа значи да се има повик во светост. Тоа е света затоа што црквата е света затоа што таа е невеста Христова. Целата библиска наратива завршува со таа голема свадба помеѓу Христос и невестата, Христос и црквата. Таму црквата е представена како света и чиста, без дамка, прочистена преку крвта Христова, здружени во таа вечна заедница и хармонија. Тоа значи црквата да биде света. Црквата е една, света, но таа е и католичка, или соборна, или општа. Црквата е соборна или општа. Повторно во Галатјаните, тој третиот збор. Во Галатјаните апостол Павле зборува за една карактеристика на црквата која не надминува сите нас. Па дури и силниот апостол Павле. Тој во 8 стих ќе каже вака: но ако и ние самите или пак ангел од небото ви проповеда нешто спротивно од она што ви благовестивме ние, нека биде анатема, нека биде проклет. Со други зборови,
Никој од нас не е поголем од црквата. Собранието на верните е концепт кој го надминува времето и просторот. Црквата го надминува концептот на времето и концептот на просторот. Знаете, тоа, ако го сознаеме тоа како што треба, никој од нас веќе нема да има изговор, а да не биде дел од црквата. Ако го разбереме тоа како што треба. Никој од нас нема да каже, знаеш што, не сум доволно свет, нема да одам во црква. Кога ќе бидам подобар, тогаш ќе отидам во црква. Тоа значи не си разбрал што значи да се биде дел од црквата. Или никој од нас нема да каже, во црквата има многу онака подмолни луѓе, не одам станам. Не си разбрал што е црквата. Не си разбрал што значи да се биде дел од таа сеопшта од собранието на црквата. Во некои од првите промислувања на раноцрквените оци, некои верувале дека црквата е создадена дури пред сонцето и месечината. Црквата ја нарекуваат мајка на сите они кои се Божи деца во верата. Црквата, кажуваат, била нероткиња, но сега е мајка на сите. И таа е таа наратива која тие имаат дури од времето на патриарсите. Сара немаше деца, ама го роди синот. Нели? И така одат сите тие приказите на патриарсите. И Рахела немаше деца, но роди син. Црквата е општа или соборна и таа е Божиот дом кој е црква на живиот Бог, столб и потпора на вистината. Тоа го вика апостол Павле во 1 Тимотеј 3:15. Значи црквата, Божиот дом е црквата на живиот Бог, столб и потпора на вистината. Тоа е црквата. Според Кирил Иерусалимски, функцијата на црквата е да ги соедини верните од секаде, од секој вид, позадина и темперамент, и се нарекува соборна или општа затоа што таа тоа го прави. Со други зборови, Кирил Иерусалимски сака да каже затоа што во црквата нема класи и поделби, црквата го има тој потенцијал да ги собере сите и да бидат во едно семејство. Тоа црквата ја прави соборна, католичка или општа. Таа во себе има капацитет да ја поучува секоја доктрина потребна за човекот и да донесе исцеление за секој грев. Тоа треба црквата да го прави. Теодор од Антиохија зборува за тоа дека иако плуралноста на црквата е географска, еве се нели не има од секаде, духовно тие се една црква која зависи од Христос, кој ја украсил со убавени милозливост како негова невеста. Веќе подосна Максим Исповедник таа соборност и универзалност на црквата ја гледа во незината карактеристика дека е основана од Христос да биде правоверна преку спасоносното исповедание на верата. Искрено ми требаше малку време да го преведам тој термин тука. Комплексен термин е тоа. Вика, црквата треба да биде правоверна, веќе го разбираме тоа, преку спасоносното исповедание на верата. Малку комплексен термин е тоа. Не само исповедание, туку спасоносното исповедание на верата. Тоа е правоверието. Изидор од Пелусиум, соборноста на црквата ја дефинира како заседание на светите, проткаени во заедништво преку вистинската вера и извонредно поведение на животот. Тоа е црквата. И затоа црквата, тој ја отсликува таа некоја католичност, таа некоја соборност на црквата. Тоа може да се препознае во црквата секаде. Кај да отидете, треба да видите заедништво проткаено преку вистинската вера и извонредно поведение во животот. Кога ќе отидете некаде во Тунгузија и слушате дека има црква таму, тоа што треба да го видите е тоа. Вистинска вера и извонредно поведание во животот. Во тој контекст црквата е соборна. Соборноста е многу повеќе од само некакво номинално припадништво, мораме тоа да го разбереме. Соборноста не значи дека, јас сум дел од црквата, супер, тоа е тоа. Соборноста зависи од тоа дали црквата живее правоверно и во вистинско поведение. Црквата е католичка или соборна само доколку ја задржи својата примарна функција. Само тогаш портите на пеколот нема да ја надвладеат. Тоа е Христовото ветување за црквата.
Она што апостол Павле го пише до црквата во Галатија, треба во нас да создаде понизност, но и страхопочит. Апостол Павле не се исклучува себе си од можноста да стане алатка преку која со тоната ќе може да ја наштети на црквата. Не се исклучува себе си. Апостол Павле не кажува вака, кој да дојде нешто друго, не ослушате, ја тоа што ќе ви кажам, тоа е тоа. Апостол Павле вика, и јас утре ако се вратам, изборувам нешто друго од ова што ви го кажав, избркате ме. Никој не е поголем од црквата. Никој. Во тој случај апостол Павле ја предупредува црквата дека треба тоа заедништво, таа соборност да ја држи и да ја чува. Соборноста на црквата во себе ја носи таа способност црквата да ги заштити верните од кривоверие и да ја држи заедницата во единство. Грчкиот збор католикен го означува универзалниот карактер на црквата. Го исповедаме дека веруваме во една соборна или католичка црква, исповедаме дека вистинската црква Христова не се состои само во најразличните распрснати неповрзани заедници низ целиот свет, туку дека тие сите се обединените преку Божиот дух кој пребива во сите нив. Во тој аспект црквата е универзална. На тој начин Сања заедно со нас може сега да седи и да се чувствува како дел од нашата црква, како дел од ова семејство, затоа што црквата е универзална и општа. Црквата е една, света, соборна и апостолска црква. Што значи црквата да биде апостолска? Во различни традиции се става нагласок на различни места што тоа значи. Што значи да се биде апостолска црква? Во некои традиции црквата се смета апостолска заради апостолското преемство. Знаете ли што е тоа? Апостолското преемство значи непрекината нишка на ракополагање на свештеници од Петар па наваму. Значи Петар го ракоположил тој ги ракоположил владиците свештениците и така еден по еден до денешен до секој свештеник. Во некои традиции тоа значи црквата да биде апостолска. Со други зборови, територијално ти мораш да припагаш на таа одредена деноминација за да црквата да биде апостолска. Она што ние го веруваме кореспондира со евангелските цркви низ светот и дел од традиционалните цркви. А тоа е дека апостолскиот аспект на црквата е поврзан со апостолското учење. И кажуваме дека тоа е многу важно. Еве да кажеме назначување, водство и така натаму. Тие се многу важни работи. Не е убаво ако некој од црквата се му текне и вика јас следната недела јас ќе сум пастор. Не, тоа не иде така. Едноставно црквата има ред. Го има тоа препознавање на водството. И таа некоја, да кажеме, непрекината нишка ја има во секоја црква. Треба да има во секоја црква, никој не е паднат од Марс. Но од друга страна, евангелското движење, тоа значи дека најголем дел од протестантските цркви и англиканската црква, веруваат дека апостолска црква во кредото не припаѓа исклучиво на одредена деноминација, туку е множество и собир на сите вистински христијани, без разлика од која деноминација доаѓаат, кои се држат до верата на апостолите, сочувана во апостолското писмо Библијата, и кои продолжиле да ја вршат мисијата на апостолите, правејќи ученици од сите народи, крштевајќи и поучувајќи. Во тој поглед, христијаните на кои им недостасува овој елемент не се вистински христијани. Апостол Павле ќе каже на црквата во Галатија дека зашто и нема друго евангелие тоа што е проповедано. Апостолството на црквата се темели токму на тој аспект од апостолското учење и апостолската мисија. Апостолското верување и мисијата која апостолите ја имале, без разлика кој, каде и во која деноминација или традиција се наоѓа. Држењето на тоа или верувањето, живеењето на тоа апостолско учење и живеењето во таа апостолска мисија е дел од апостолската
црква. Што значи тоа за нас денес? На кој начин црквата во нашиот локален контекст е една, света, соборна и апостолска? Една од тие работи што сакам како црква да ги научиме е тоа еден широк аспект кој црквата го има. Црквата не сме само ние. Црквата не сме само тие кои на тој начин славиме. Црквата не сме тие кои само така сме облечени како што сме. Црквата е многу поширок контекст во светот. Црквата е секаде каде што пребива Божјот дух. И Божјот дух каде што пребива, таму е црквата. Во тој контекст ние можеме да бидеме една света, соборна и апостолска црква само ако Божјот дух пребива во нас. И да се држиме до тоа. Да го бараме, да се исполнуваме секојдневно, како што кажа апостол Павле, да се исполнуваме со Светиот Дух. Со силата на Светиот Дух. Секојдневно да го бараме, да ја бараме неговата мисија за нашата вера, за таа побожност во која сите ние сме повикани, за која апостол Петар ќе каже, се ни е дадено за растење во побожност. Тоа е секојдневен раст и да го бараме Светиот Дух да не оснажи за мисијата во која ние сме повикани. На тој начин ние сме една света, соборна и апостолска црква. И уште една работа, само еден совет. Знаете, она кога апостолите ги видеа овие некои други што правеа чуда во името на Исус и крштава, и кога му кажа на Исус, ги видовме овие таму, ама дека не се со нас им забранивме, Исус знаете што им кажа? Тој што не е против нас, тој е со нас. Има еден голем инклузивен аспект кој црквата го има. Во исто време има еден исклучителен аспект. А тоа е тоа апостолско верување и апостолска мисија која црквата треба да ја прави. И знаете ли што? Во таа тензија и ќе ве остава. Затоа што тоа е црквата. Ајде да се молиме. Татко наш небесен, те благодарам за тоа што си не повикал да бидеме како дел од твојата црква во светот. Ти благодарам, Господи, за тоа што преку црквата уживаме во сите благодети кои ги даваш ти, Господи. Татко ме воедно не повикуваш да бидеме твојата црква во светот, а тоа е функција во која ти не повикаш, Господи. Помогни ни се, Христе, длабоко во нашето срце и во нашата утроба да ја исповедаме верата онака како што ти си ја оставил. И во нашата мисија да бидеме послушни на твојот повик да правиме ученици од сите народи, кај да сме, да ги крштеваме и да ги поучуваме на твоите заповеди. Господи, остани со нас. Нека бидеме вистинската црква на овој свет. Амен. Амен.